Пиреј е троскотна трева, а некои ја викаат и коштрева. Ама ти колку сакаш кошкаја, корнија, кубија, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак ќе се фати, ќе оживи, ќе потера. Ништо не ја ништи таа трева. Истакнатиот македонски поет, романсиер, раскажувач и драмски писател Петре М. Андреевски е роден 1934 година во Слоиштица, Демирхисар. Основно образование завршил во родното село, гимназија во Битола и студирал на Филолошкиот факултет во Скопје. Работел како уредник во Македонската радиотелевизија. Академик Петре Андреевски бил уредник на списанието Разгледи, член на Друштвото на писателите на Македонија од 1964 година и председател на Македонската книжевна асоциација во еден мандат. Член е на Македонскиот Пен центар. За член на Македонската академија на науките и уметностите е избран во 2000 година. Роден сум во 1934 година во селото Слоештица, Демирхисар. Името Слоештица е изведено од личното име Словен, односно Слове, што се однесува пак до името Демирхисар, кое што означува еден поширок крај, односно целиот тој крај. Тој е добиен од турското име, позајмено пак од арапскиот јазик, што значи железна тврдина или железна крепост. Инаку, словенското име на овој крај е Железник. Таму има дури едно село што се вика Железнец. Под Железник го можеме да го сретнеме дури во многу записи кај Марко Цепенков. Селото има 4 цркви и еден манастир. Тоа на известен начин ми кажува дека моите предци имале богат духовен живот. Сега може би малку премногу се задржав на селото, но тоа сепак сметам дека е најчистиот дел од мојата биографија. Се запишав во тогашните така наречени македонски прогимназии, кои што беа со пола матура. И во тоа време јас, бидејќи беа во мода многу од тие џидни весници на кои се изложуваше целата политичка ситуација, пропаганда, па и ученичките желби за наука и така натаму. Јас бев многу добар цртач и па и дури од тогаш пишував, така што сите џидни весници ги пополнував со своји ликовни прилози и со текстови. Така пак се појавува околискиот инспектор, кога ги виде моите цртежи и тие џидни весници, ме препорача да се образованието да го продолжам во средното уметничко училиште во Скопје, на сметка на владата на тогашната така барем се викаше Народна република Македонија. Тоа беше бесплатно школување сместени во интернати. Но, за моја несреќа, поканите од училиштето, јас бев пријавен, но поканите од училиштето не можев да ги добијам, ми ги задржуваше општината, бидејќи учењето беше бесплатно, а татко ми беше прогласен за кулак и
Кулак, значи, голем земјопоседник, така натаму. Тоа е кулак позајмено од рускиот јазик и кај нас се употребуваше во тоа време многу. И мојата голема љубов за сликање пропадна од причини што општината не ми ги доставуваше поканите да се јавам на приемен испит. А јас во тоа време речиси деноноќно цртав, работев, сликав. Тоа ми беше, не знам, највозвишена радост и дури во секој, во се и се што во секој предмет гледав некој недозавршен цртеж, недозавршена слика што чека само на мене да ја довршам. Кога не успеа во тоа, веќе бев принуден да се запишам во Битолската гимназија и да се љубовта што ми беше при срце за сликарството да ја пренасочам веќе, односно да ја врзам за зборот. Се разбира за пишаниот збор. И тогаш сватив дека зборот дава една поширока слика, една послободна слика, која може секој човек да ја дополнува и да ја доцртува по свој избор и по своје наоѓање. Така, една љубов се претвори во друга. Пишува поезија, раскази, романи, драми, филмски сценарија. Ги објавил книгите поезија Јазли, И на небо и на земја, Дениција, Дални наковални, Пофалби и поплаки, Вечна куќа, Лакримари. Објавил и неколку книги раскази Седмиот ден, Неверни години, Сителица на смртта, како и романите Пирај, Скакулци, Небеска Тимјановна, Последните селани и Тунел. Во 1984 година ја објави книгата Драми, во која влегуваат Време за пеење и Богу немили. Петре М. Андреевски објави и две збирки стихови за деца под наслов Шарам-барам и Касни порасни. Од неговиот книжевен опус досега му се печатени повеќе избори, а во 1984 година му беа објавени избрани дела во 5 томови. Академикот Петре М. Андреевски е застапуван во сите антологии на македонската поезија објавувани кај нас и во светот. Неговите дела се преведени на неколку светски јазици и беа предизвик за читателската публика. Моите посериозни објави секако доаѓаат после при крајот на 50-тите години, кога дојдов овде на студии, кога почнав да соработувам во списанието Млада литература, а потоа во Млад борец, кој што имаше и многу добар подлисток за литература и култура. Потоа во списанието првен беше Весник, па потоа списание Разгледи, која што едно време го уредуваше Коле Чашуле, потоа Димитар Солев и на крајот и ние како трета генерација, што не нарекува, кога израснавме веќе како вака поафирмирани автори, бевне се врзуваме за тоа списание и не нарекува модернисти, додека оние од другата страна што се работува во современост ги нарекува реалисти, а кој беше реалист, кој беше модернист, тешко може да се каже, бидејќи едните и другите пишува и вака и онака, но такви не беа имињата, односно определбите, барем за тоа време.
Првите збирки ги објавив некаде. Првата книга поезија објавив 60-та, а втората 62-та. Но тие мои песни, сакам ги преку нив да изразам она што е наше традиционално и богато наследство, и кое што бараше поголем опит и една послоевита изразна форма, не беа толку разбрани од тогашната критика, па не допира и не комуницира толку и со читателите. Тоа мене многу ме нервираше и затоа подоцна како реакција на тој однос го сменив мојот поетски израз и го ја напишав збирката Дениция, за која добив две високи признанија. Едното е Браќа Миладиновци, а другото е 11 октомври. Петре Андреевски и по обемноста на своето дело, а пред се по вредностите на својата литература е во самиот врв на нашиот современ белетристички исказ. Неговата поезија е лирика на еден модерен поет, чии стихови се вкоренети во земјата, во фолклорот, во битот, во судбината, во дивот нејзин. Непосредна, непатетична, чиста, спонтана и медитерански озрачена, оваа лирика за мене секогаш представуваше празник на сликите, богатство на јазикот, раскош на исказот и распеаност на чувството, каква што беше она негова прескрасна книга за Дениция. Превасходно лиричен, но едновремено рефлексивен, мисловен, обдарен со мудра обсервација и мисла. Петре Андреевски донесе исклучителна свежина во современата македонска поезија, во визиниот пат кон модерниот израз и кон искажувањето на модерниот сензибилитет. Кога ја љубев Дениция, како да калемев светлина на мракот, како да топев снегови фатени во движење, како да станував единствен сведок за бакнежот меѓу металот и громот. Кога ја љубев Дениция, како да му пронајдував брзина и на каменот, како да ја одделував душата од телото, како да го палев барутот на тилот од смилот и трендафилот. Кога ја љубев Дениция, како да внесував летен воздух во воздухот зимен, како да ги откривав сите рудници на злато, како да добивав телефонска врска со сонот од сите успани работници,
Отија љубев Дениција, како што ги отворав пролетните аптеки сместени во гласот од славејот, како што славејот ги спријателуваше небото и земјата, како што таа ми ја одземаше тежината додека трчав кон неа, како што не можев да видам ништо освен неа, како што таа живееше додека јас умирав, како што јас и не знаев како би умрел, ако таа не се родеше. Кога ја љубев Дениција, како да учествував во создавањето на првата македонска држава. Петре Андреевски е редок наш писател кој пред се со Дениција, потоа со Пиреј и со другите дела стана наш вистински семеен писател, бидејќи интересирањето за неговото творештво се искажува над 4 децении и тоа продолжува и ја одбележува постојано својата нагордина. Поголемо признание за еден писател од тоа не може да се замисли. Мене ми е драго што тоа можам да го констатирам, затоа што бев радосен што можев да го следам неговото творештво од почеток и што со секое ново дело високите вредности на тоа творештво можам да ги потврдувам. Сета таа негова проза е искаена од стварноста и од вистината. Сета е искаена од преданието, од приказната, од сонот, од фантазијата. На тој начин тој ткае, гради, искрева еден богат белетристички опус, полн со сензибилитетот и јазикот на вистински значаен и голем автор. Сета негова литература извира и увира во неговиот јазик, кој е целосно во него. Сета богатство на јазичната лексика речиси незабележано во нашата литература, говорот и мудроста на тој јазик, неговата интелектуалност и неговиот исказ на чувствувањето и на мислењето. Ние немаме многу писатели кои се толку длабоко, толку богато и толку надарено враснати во богатството, во раскошот и во убавината на македонскиот јазик. Животот е една голема угорница, а уште поголема удолница по која трчам. Цел живот трчаме да го откриеме незиниот крај, незиниот газер, кај што ќе заврши нашето тркалање, нашето постојано паѓање. Пред малку само трчавме еден кон друг, и од една страна има наши луѓе, и до другата страна има наши луѓе, а и сите луѓе на светот се наши луѓе. А навалуваат еден кон друг.
Okolo nas samo kuršumi fickaat, ама ниједен не ме погода, среќа бамуја. Некогаш не те сака Господ, би рекол Лазар Ночески, или намерно не те остава да се мачиш. А ловецот само чека да се умориме, да се истребиме. Не чека нас, ги чека и своите. Се тепаат за Трајана, се тепаат преку Трајана, и Трајко најмногу се го јаде ќотекот. Ама несреќата ни е заедничка. Книжевното дело на академик Петре М. Андреевски е сублимат на менталната и духовната состојба на човекот од нашето поднебје. Тоа е чиста и едноставна уметност со инспиративни врутоци од животот, каде сонот и магијата се црпат од душата на народот. Поетската магија на Петре М. Андреевски е растеж на душевната згуснатост, стремеж за длабоко душевно доживување од сугестивната лирика и не само во неговата поезија, туку и во неговата проза. Ние имаме литература со која можеме да се пофалиме и пред светот, имаме што да му покажеме на светот, но како мало јазично подрачје ние многу тешко можеме да се пробиеме. Тоа е случај со сите мали литератури. Иако јас сметам дека нема мала и голема литература, има мали и големи писатели. Сега се случува некој еден парадокс. Како се множат овие издавачки куќи, така се затвораат книжарници. Денеска нема кај да купиш книга, нема кај да побараш. Па дури, веројатно, тоа е така паралелно си оди едно со друго, така го отуѓивне и читателот, го оддалечивне од книгата, така што го оддалечивне и од писателот, го оддалечивне и писателот од тие амбиции да ги постигне тие светски стандарди, вредности, ако има такви вредности. Јас не верувам дека има, бидејќи секој човек носи онолку вредност колку што се неговите сили и колку што е неговиот талент. Нема талентиран човек со исклучителна дарба, Божја дарба. Има само талент, работа и вкус. Тоа го спомнува и еден Нобеловец, како што беше Андриш. Тој вели вака во една пригода: не знам колку човекот да е талентиран, ако нема вкус, неговиот талент не може да се реализира, никој нема да го прими. Значи, се треба да се приспособи и спрема луѓето, затоа што ние пишуваме за луѓето, и спрема сите слоеви луѓе, не само за една категорија луѓе. Научниците нека пишуваат за една категорија на луѓе, есеистичарите исто така, но литературата не сме да заборави на ниеден слој, на ниеден социјален сталеж, на ниедна интелектуална скала од општеството, од најобичниот работник до највисокиот интелектуалец. Треба книгата подеднакво да ја прифаќаат. Ако тие две категории, највисоката и најниската, не ја прифаќаат подеднакво книгата, јас мислам таа книга не е неуспешна. Што бараше да одиш таму кога знаеше дека тоа не е таму и дека оттаму ништо не се гледа? Што чинеше дека чиниш, кај што никој во ништо не верува, кај што никој на никој не му преправа, кај што никој никому не презборува? Не попушти и кога те напушти часот, и кога виде на чија страна е законот и на чија страна се сите. Зар не помисли дека твоето време веќе е изминато?
веќе е изменето и дека тоа таму нема за потаму. Што бараше тогаш таму, кај што никој никого не чека, кај што никој ништо не кажува, кај што никој никого не познава. Таму беше се јасно и опасно, и оттаму веќе немаше каде, и оттаму веќе немаше како. Што бараше да си го бараш, кога сето тоа беше загубено и кога никаде немаше ништо. И сега, ај кажи ми сега, што му можеш на тоа што не го гледаш и што ти може тоа што не те гледа кога никој на никого не се сеќава. Ако искрено зборуваме, мене повеќе ме интересира темните страни на мојот човек, на мојот јунак, на мојот херој, како сакате да го наречеме, и воопшто, ако сакате, на мојот народ. Сакам да ги откривам темните страни, односно да ги маркирам, да ги идентификувам, да ги изнесувам на виделини, затоа што ако не ги маркирам, ако не ги диагностицирам, ако не ги посочам, тие никогаш нема да ја добијат онаа вистинска светлина, а јас сакам да ги изнесам на светлина, затоа што иако ги опишувам така како што ги опишувам, но јас сакам да им дадам една нова нивната тешка, дебела сенка, да поставам една уште по-дебела светлина и потрајна светлина. Јас дури и кога пишувам за смртта, практично пишувам за животот. Животот е, смртта е само дел, еден рационален дел од животот. Животот е, смртта е една неминовност. Но и јас за смртта никош не пишувам без да го елаборирам, без да го раскажам вистинскиот живот на нашиот човек. Всушност, јас сакам да го прикажам нашиот човек онака како што е, и со сите темни страни и со сите светли страни, но преку темната страна мислам дека повеќе ќе го доближам до светло. Книжевното дело на академик Петре М. Андреевски е дел од катализаторската функција на македонската книжевност, што неизоставно треба да ја оствари, а тоа е се почесто да добива поприроден тек во свеста дека книжевното љубопитство на нашите читатели се освојува со примамливи литературни дела. Во тие предели на сончевата Македонија, високо место под сонцето е името на академик Петре М. Андреевски.